Денеска на визита ни доаѓа доктор Драган Смилевски, специјалист по торакална хирургија од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте, доктор Смилевски, во визита. Добар ден, благодарам на поканата. Јас веќе накратко најавив, но многу повеќе ќе имаме време да подобјасниме за сето она што е важно да го знаеме за оваа тема која што денеска ја обработуваме во визита. Воспаление на плеврата. Ајде на почеток, што е плевра? Меѓу народот повеќе користен или како познат термин е марамица. Така е. Малку поблиско до нив како израз. Да, еднакво точен е терминот марамица. Зборуваме за една многу тенка мембрана која што го обвиткува белиот дроб во целост и кој што е тој висцерален дел од марамицата и зидот на градниот кош од другата страна, односно париеталната плевра. Како орган е еден импресивна карактеристика незината еластичност, која што ќе ја споменеме неколку пати во текот на емисијава. Тоа е да она неколкукратно може да го зголеми својата површина од една состојба кога е комплетно колобиран бел дроб, што не е поголемо од една шака, до комплетно раширен бел дроб, кој што го исполнува во целост градната празнина, што е една еластичност која што во лабораториски услови веројатно не е производен таков вид на материјал. Кај здрав човек нормално си има, како можеме да кажеме, комуникација, нели? Да, они се во една постојан контакт. Значи париеталната и висцералната плевра се меѓусебно постојано во една симфиза, односно во постојан близок контакт меѓу себе. Во овие состојби што ќе ги споменеме сега, тој дел и во лекувањето на било кој третман на плеврата, целта се постигнува кога повторно ќе се врати тој контакт близок меѓу тие две марамици. Меѓу себе тие формираат еден простор кој што го викаме плеврален простор, кој што во нормални услови, физиолошки, е минимален. Значи едната со другата марица се допираат постојано. Така, да. Што доведува до воспаление или пак до некаков друг проблем кој што може да се јави со плеврата? Па, марамицата може да реагира на повеќе работи, меѓу другото и на воспаление во околината. Некогаш и не мора да биде во околината. Како главно сценарио, тоа е компликација на воспаление на долните дишни патишта, тоа е пневмонијата. Меѓутоа, марамицата знае да направи реакција и на траума, на состојба во околината, во абдоменот, во стомакот, се извинувам. Меѓутоа, не значи дека секогаш мораме да имаме во околина воспаление на белиот дроб за да имаме некаква плеврална реакција која што ќе оди кој незино гнојно воспаление. Значи, многу често се случува да тој сегмент на пневмонија биде и прескокнат. Значи, од една неадекватно, несериозно лекувана горно респираторна инфекција добиваме реакција на марамицата со некаков излив кој што подоцна би прешол во воспаление со продукција на Значи тоа дека некогаш сме имале некаква инфекција, некаков проблем, не сме го излечиле докрај или пак не сме посветиле доволно внимание. Зборувам за актуелна состојба, ако е инфекцијата актуелно присутна, независно дали тоа се наоѓа во горниот или во долниот респираторен систем, знае да тоа се пренесе кон марамицата. Така, симптомите се слични како и кај пневмонијата? Да, апсолутно. Така некако ги манифестира, така? Практично воспалението со продукција на течност во плевралниот простор, односно со гнојно воспаление на марамицата, ги потенцира, ги појачува веќе присутните симптоми на пневмонијата. Ако се тоа отежнато дишење, забрзано дишење, од страна на системската симптоматологија, покачена температура, лоша општа состојба, присуството на течност во плевралниот простор, сето тоа ќе го потенцира многу повеќе. Затоа што она дополнително заробува волумен на простор, кој што белиот дроб би го користел во своите респираторни екскурзии. Водата по течноста по законите на физика е физички нестишлива, не може да го намалите незиниот волумен. Така да тоа пациентот ќе го осети како дополнителна потешкотија во дишење. И сето тоа притиска на белиот дроб, Притиска на белиот дроб, тоа е точно.
се чувствува. Некогаш и човек грип кога има, ако не го одлежи како што треба, ако не одмара и не се придржува кон советите и препораките на лекарот, може да дојде до ваква компликација или да премине во вакво нешто? Па да, тоа е точно и тоа е, да кажеме, проблем на помладата популација која што е во полна сила, во полно здравје, полна сила, која што, ете, тој грип или горно-респираторна инфекција ќе ја третира практично на нога. Значи, под притисок на секојдневните обврски, наместо да останете 2-3 дена дома со чајче и витамини, вие продолжувате со истото темпо, така да тоа е едно од почестите сценарија кај младата популација на пациенти кои што ќе се јават со гнојно воспаление на марамица. Треба да бидеме внимателни. Никогаш Апсолутно, не знаеме како од што ќе почне, па како потоа ќе Да, некогаш е тоа многу заврши тешко, или меѓутоа, како ќе да, се човек треба да внимава. искомплицира, така да. Во поглед на поставувањето на дијагнозата, дијагностичките процедури, така откако веќе ќе се појави некој ваков симптом, па човек ќе побара помош кај Да. лекар. Диагностички не представува некаков предизвик. Значи, некогаш и самиот преглед лекарски може да даде насоки за што станува збор и каде се случува сето тоа. Значи, самиот аускултатурен од прегледот со слушалка ќе ви даде наод дека во одреден дел од градниот кош имате ослабено или нечујно дишење, што ќе ве наведе да ги направите следните чекори, кои што веќе спаѓаат во доменот на рентгенолошките методи. Една обична нативна рентгенска слика е сосема добар диагностички метод и со карактеристични рентгенолошки знаци кои што ќе го потврдат присуството на течност во плевралниот простор. За неговите карактеристики треба се разбира дополнителни испитувања, што е сето тоа во доменот на пулмологијата. Тоа се тие пункции во смисол и на диагностички, меѓутоа и на растретување во зависност од количината на течност која што се наоѓа во плевралниот простор, кој што лабораториски ќе ви покаже за што станува збор, па дури кога на изглед личи како нормална течност. Значи, ако органолептичките карактеристики се нормални, тоа не мора да значи дека не станува збор за воспалителна реакција. Лабораториски тоа јасно се детектира. Така, да. Сериозна е состојбата и како компликации кои може потоа да се јават. И затоа е потребно и овде, како и кај друга состојба, навреме да се диагностицира, за да може и навреме, нели, полесно да се почне и со третман. Апсолутно да. Било која состојба во медицината е секогаш подобро да ја откриете на време. Симптомите знаат да бидат, клиничката слика знае да биде некогаш и многу драматична, особено кога имате пациент кој што веќе има постоечка пневмонија, воспаление на белиот дроб. Во тој сегмент немате размена вие адекватна на гасови, немате адекватна респираторна функција и на сето тоа додавате дополнителен притисок од течноста која што се наоѓа во плевралниот простор. Некогаш знае да биде многу драматично, ајде да не кажам живото загрожувачки, меѓутоа сето тоа зависи од колкав површина од респираторниот систем вие надвор од функција. Се разбира со адекватна медицинска грижа, помош и евакуација на таа течност, таа симптоматологија знае да магично во првите 5 минути се подобри пациентот. Меѓутоа, пак ќе кажам, многу е подобро да човек не дојде во една таква состојба, со навремено прво лекување на било кој воспаление на респираторниот систем, во било кој сегмент, или навремено детектирање на една таква состојба дека постои некаков плеврален излив или некакво гнојно воспаление на марамицата актуелно се случува. Така. И како воспаление или гнојно воспаление, разлика има тука или пак самото воспаление веќе подразбира дека и како гнојно? Што? Не мора да Така, да, секогаш вака го значи. поставувам како прашање Меѓутоа, лаички, да. Изливот и ги има карактеристиките лабораториски дека се работи за воспалителен, тоа за нас веќе е некакво воспаление на марамицата, кое што ако не го лекувате адекватно, ќе оди во една гнојна фаза, тоа е сигурно. Тоа е веќе моментот на диагностицирање. Значи, кога ќе го добиете примерокот од течноста, вие и
Ако е матна, заматена, миризлива, тоа веќе зборуваме за карактеристики на гној, на гнојна течност. Така, да. За една посебна метода која што е и суверена и во начинот на дијагностицирање и во начинот на третман во торакалната хирургија, ќе зборуваме по јавувањата на гледачите, да ги слушнеме нивните прашања, проблемот кој што тие во моментов го имаат, па да го добијат советот и препораката токму од вас. Добар ден, повелете, дали го имаме првото јавување, да ве слушнеме. Добар ден. Добро ви се познати телефонските броеви, оние на кои секојдневно се јавувате во визите и поставувате прашања. Ке се обидам уште еднаш. Добар ден, дали го имаме и првиот гледач на линија? Во очекување на вашите јавувања и вашите прашања се разбира, продолжуваме ние со денешната тема, оние информации кои што се добре дојдени за сите нас, бидејќи многу од здравствените проблеми ни се познати, многу од нив и не ни се познати, доколку човек не дојде во некаква ваква ситуација и не знае за што станува збора. Кога сме добро информирани и едуцирани, па ќе знаеме како навреме да реагираме во одреден дел. Застапени ли се како здравствени проблеми, односно застапен ли е кај популацијата овој проблем со воспалението на плеврата? Па да, се разбира дека е. Особено еве вака во период. Како еден дел од оние проблеми со белите дробови, така, кои што се многобројни може да се појават. Во период во кој што имаме, еве зимски период, ладни месеци, грип во различита форма и различити степен на застапеност, се разбира дека во тој период, да кажеме дека е почесто. Меѓутоа, тоа не значи дека во текот на годината не се среќаваме. Так. Значи, да кажеме дека тоа е проблем кој што го среќаваме секојдневно, во која фаза и на кој начин го третираме, тоа веќе зависи од кога пациентот се обратил и кога сме го запознале како. Ако порано одредени здравствени проблеми некако сме ги врзувале со период од годината, сега веќе нема некое правило. Дали во лето, дали во зима, есен, така нешто што е карактеристично за одреден период може во текот на целата година како проблеми, компликација се разбира, дека ладните месеци ги имаат, го има тој пикот на епидемијата на грип и на теки горни респираторни инфекции. Во такви услови, почесто ќе се јави и ваков проблем. Еве, веќе го имаме и гледачот на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до доктору, поздрав до емисијата. Имам едно конкретно прашање. Кое, мислам, сега го чувствам, овие неколку дена и па добро е оваа емисија што ни овозможува да прашаме и да се консултираме со докторот. Конкретно, овие денови имам некои тешкоти, тешко искашлување и многу шлајм искашлувам. Вчера, конкретно, кога пешачев, не можев и до дома да појдам. Под ребрата, предниот дел, значи, како да чувствувам подуеност и вода да имам во предниот дел. Едно време и не можев да се движам, позади и под ребрата исто, тегоби, не можев да се движам. Има неколку дена веќе, ствари, примав некоја терапија, матичната ми рече вибрамицини да земам. Чувствувам уште тегоби. И ова сето што го кажува докторот во ведниот дел, мислам го препознавам и кај мен. Па еден добар совет како да постапам и што да постапам. Што да направите? Добро, ви благодариме. Јасно. Добро ни објасни гледачот, така зашто па и оние тегоби кои што и симптоми ги споменавте на почетокот, вели дека ги чувствува во моментов. Со тоа што ги чувствува, со тоа што човекот, пациентот се јавил веќе на лекар, така да лекарот сигурно го прегледал и доколку немал клинички наод дека станува збор за некако плеврално воспаление со продукција на течност гној, не треба да се грижи околу тоа. Дека една респираторна инфекција и треба подтерапија, треба одреден период за да она стане подобро, се некако реши, треба 3 дена се веројатно премалку за да магично исчезне болеста. Ако се чувствува подобро, тоа е добро, значи дека терапијата функционира. Меѓутоа, неделата има 5 дена до крајот на неделата, би било добро да се обрати повторно на својот лекар да
за една Доколку и контрола. ваквите Ако нема симптоми промена не во аускултаторниот исчезнуваат. наод, онда нема што да се грижи. Така, да, веќе е почнато со некоја терапија, како што и всушност, така се почнува со Да, со одредена антибиотска терапија, да се терапија, да, види. за почеток. Аха, Така е. така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Се јавувам од Велес. Така. Ве молам да го прашам докторот. Ајде, Многу слободно. поздрав до вас Така, ви и до благодариме. докторот. Јас има 10 дена, 12, како кашлам, не можам воопште да престанам. И ноќе и дење кашлам. Отидов на лекар, плуќата е чиста, се е чисто, а од здревото нагоре до синусите и глава ме боли и сврлам некој секрет зелен. Ама и ноќе и дење немам престано. Го молам докторот, ако може да ми каже нешто, што да превземам. Отидов, ми земаа бриз и сега чекам на брисот, ама брисот се задржи малку повеќе и јас не можам и да дишам дури дома. Добро. Препорака и совет што треба во моментов да направите или најбрзо што може да се направи, да се преземе. Многу ви Така, благодарам. ви благодарам за јавувањето, веднаш ќе слушнете. Значи, причината за кашлицата, како што господјата тоа го објасни, не мора да биде секогаш во белиот дроб. Значи, нејзиниот лекар ја прегледал, установил дека не станува збор за... Значи, може би се работи за горните респираторни патишта и тоа господјата фино и го објасни дека осеќа потешкотија во грлото, синуси, така да некогаш и тој сегмент е причина за кашлица, која што знае да биде и вака иритативна, значи да жената не може да се одмори. Така да не е лошо да си консултира и оториноларинголог, значи лекар за нос и грло. Е добро што е земен бриз и еве да се сачека тој резултат е исто така паметно. Меѓутоа не е исто така лошо и да си провери со алерготестови дека ова како го објаснува, можеби нешто во нејзината околина прави да реагира со таква кашлица која што не се смирува ни дење ни ноќе. Така. Дали како што болката ни укажува и не упатува дека нешто можеби не е во ред, кашлицата, посебно долготрајната, Апсолутно ни да, укажува, тоа треба е да рефлекс направиме кој што е многу проверка, така силен. дека. Дефинитивно тука нешто се случува. Меѓутоа, според симптоматологијата што ни ја објасни господјата, не ми наликува дека станува збор за пациент кој што е со проблем кој што го разгледуваме денес. Така, да. Некако ми личи дека е во погорните сегменти. Така. Значи, оториноларинголог, така, Да. во нос и грло, да се Да. провери И прво можеби тоа, да па ќе се види, алерготестови, нели, да. дали тука лежи проблемот или пак треба нешто дополнително на друго место да се прават Да. проверки. Да. Добар ден и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Ви Имам едно благодариме. прашање. Прв пат ми се случува. Прележав грип на почеток на јануар месец. Сега сува кашлица имам, бев на лекар, ништо докторката не ми најде награди, но имав лупање некое силно на срцето. И као пририпување, некоја аритмија. И мислев дека имам некои проблеми со срцето, бев го испитав тоа, значи го отстранија како проблем, не е тоа, ми рекоа дека имам запаление на плуќа. Но крвната слика ми е одлична, ни покачени леукоцити, ништо, но јас секако чувствувам некоја болка, стегање во градите. Само наутро имам некој секрет кој што ме тера на сува кашлица, како нешто како да ми се одлепува мене од плуќата, осеќам јас, ама ми рекоа дека чиста ми е крвната слика, значи добра ми е крвната слика и треба да правам рентген на бели дробови. Дали ова е нешто хронично, дали навистина ми е плуќата или се плашам да не е нешто друго. Ајде некој совет од докторот, некој мислење, некој... Така, добро, да. Ќе го добиете советот веднаш и препораката што можете и што треба следно, иако веќе е нешто препорачано, така да се направи како испитување. Препораката е одлична, значи треба да се направи рентгенска слика.
Меѓутоа, госпоѓата си објасни убаво дека има потешкоти и да го искашла секретот. Не треба да се загрижи. Грипот кој што беше годинава беше стварно многу усилен, многу луѓе се пожалија и се обратија на лекарска помош. И сосема е нормално да во тој период на рековалесценција човек чувствува и некаква болка и потешкоти во искашлувањето. Секако слика на бели дробиве паметно да се направи, особено ако веќе некој се посомневал кон пневмонија. Меѓутоа, овој период додека ги собира резултатите, јас би препорачал да консумира повеќе течности кои не мора да се задолжително топли, како е незината желба, кои што ги препорачуваме вообичаено кај пациенти кои што имаат обилен секрет, а тоа е потешко да се искашла, е многу густ кој што не може да го искашла. Така. Мислам дека рентгенската слика ќе ги расчисти сите дилеми околу Тогаш добро и убаво ќе се види и ќе се знае така зашто зборуваме за станува пневмонија, збор. дали постои нешто од ангажман на маремицата, тоа ќе се расчисти сигурно. Така. Барем и навреме ќе биде откриено. Добро е да нема Да, ништо, апсолутно, можеби и нема да има ништо, нели стравот кај нас секогаш е Ако присутен е така крвната за слика секој. добра, не верувам Аха, дека ќе нешто драматично се најде на таа рентгенска слика. Да. Ама секогаш е подобро едно комплетно испитување Апсолутно, да се направи да. така, да не оставаме нешто што подоцна можеби би искомплицирало некоја ситуација. Видео асистираната торакоскопија како метода и во дијагнозата и во третманот, односно лекувањето во торакалната хирургија. Што всушност значи, кои се нејзините предности и кои се посебно предностите за пациентите кои треба да ја направат и кај кои треба да се примени? Видеоасистираната торакоскопска хирургија е ендоскопска метода, слична како останатите методите кои што ги користат останатите хируршки гранки, тоа е лапароскопија во стомачната хирургија и гинекологијата, артроскопијата кај ортопедија и травматологија. Значи, користиме ендоскоп поврзан на видеокамера со цел да добиеме увид во анатомски структури во плевралната празнина. Како метода е многу користена, не само кај нас, зборувам, е една модерна метода која што апсолутно е времето неизино денеска. Си има своја примена и во дијагностички и во тераписки смисол. Така, да. И за да се открие одреден проблем, така и за потоа истиот да се третира. Аџбеден Систина ја користи уште од самото нејзино почнување. Така да се работи доста и работиме доста. Нејзината предност е како и секоја минимално инвазивна хируршка метода е што го прескокнувате отварањето на градниот кош, кое што знае да биде и така и мора да биде укалкулирано како тоа отварање на градниот кош ќе влијае на функцијата респираторна постоперативна. Нималку едноставна работа. Во овој случај тоа го немате, имате пристап преку во денешно време најчесто и една инцизија, една дупка. Некогаш се 2-3, не повеќе. Значи, траумата врз човековото тело е неколку пати помала. Пациентот не се осеќа дека е опериран воопшто, има минимална некоја болка која што не му е пречка да се спроведе и физикална терапија и останат третмани, е мобилизиран веднаш уште од прв ден. Се разбира и ризиците од компликации од процедурата ви се намалуваат некако кратно од инфекции до можност за крварење, до престој во продолжен престој во болница или престој во кревет. Методата си има своја многу голема примена. Кај кои состојби се применува? Опфаќа повеќе тука и воспалението на плеврата, изливот на плеврата, но и се друго што може да ги засегне белите дробови? Практично да нема состојба која што не можете да решите денеска по торакоскопски пат. Се разбира, важни се неколку критериуми кои што треба да се исполнат за да тоа може да се заврши во технички смисол. Меѓутоа, од
диагностичките постапки на разни биопсии, плеврални или белодробни, до решавање на периферни белодробни тумори, па се до најсложени анатомски, радикални, онколошки ресекции, сето тоа е денеска изводливо по торакоскопски пат. Меѓу другите работи, да, многу често го работиме и тие гнојни воспаленија на марамицата по ендоскопски пат. Каде што практично го ослободувате белиот дроб. Ако воспалението, гнојното воспаление во една своја фаза, најчесто како заштита од инфекцијата, во околината таложи тие фибрински налепи, значи и на зидот на градниот кош, и на белиот дроб. Тие фибрински налепи воопшто и ги немаат карактеристики на еластичност како што ја има плеврата, тоа го спомнавме на почеток. Да. И во таа една состојба имате заробен бел дроб, значи он не може да комплетно да ја пополни, да се расшири, да ја пополни градната празнина. Идејата на хируршката техника е да тие налепи ги отстраните и да го ослободите белиот дроб, при тоа да овозможите да двете марамици повторно се спојат заедно, што е елементарен како на предуслов почетокот, за зараснување. така кога нормално функционираат. Да. Така да, во своја одредена фаза, оваа болест се решава без никаков проблем по торакоскопски пат. Така. Има ли ситуации кај кои што ваквата метода едноставно не може да се примени, па се преминува на онаа класична хируршка интервенција, и дали во текот на самата интервенција, како нели кај лапароскопија на жолчка, да речеме, се почнува така, па доаѓа ситуација или момент дека мора да се премине на хируршка класична. Тоа важи, добро го кажавте, тоа важи за операција на жолчното кесе, за било која ендоскопска метода, доколку наодот е таков да не можете да ја завршите по ендоскопски пат или се случува некаква компликација која што ви го усложнува процесот, да, се прави конверзија во отворена хируршка метода. Се разбира, преферираме и тоа ретко се случува, де факто. Ретко се случува. Секогаш прво, нели, со оваа ендоскопска метода, па ако не може. Денеска мора еден хирург да прво се праша себе си дали ова може да се заврши по ендоскопски пат, и ако е тоа така, тоа е најдобриот можен начин. Се разбира, отворената хирургија денеска исто така си има своји модерни карактеристики, значи се работи во услови на еднострана вентилација, таа торакотомиска рана е многу помала, обезболувањето од страна на колегите на анестезија на многу по-мокен и модерен начин, така да и тоа е се уште метода која што се применува на луѓе и не е тоа ништо страшно. Се разбира, ако е можно да се заврши торакоскопски е многу подобро. Така, ама веројатно во поголемиот број случаи така се применува и е применлива ваквата метода, така како предност за пациентот огромна. Нели, многу помал престој во болница и многу понеинвазивна, и самото тоа нели ги охрабрува повеќе пациентите, знаете. Се скратува се од престој, рехабилитација, враќање во нормален и социјален и професионален живот, консумација на антибиотици пократок период на консумација на аналгетици. Така. Како можни или минимални ризици кај секоја интервенција, така? Секогаш оставаме малку простор дека можеби нешто може како ризик да се појави. Да, дека има некаков специфичен ризик методата, нема. Како и секоја хируршка интервенција, пациентот и мора да биде запознаен дека компликации се можни. Тука нема каде што играат ошти предмети, се може да се случи. Меѓутоа, емпириски гледано, исклучително ретко се случува да имате компликација некоја за време на процедурата. Ако пациентот е адекватно припремен, диагностициран и вие знаете што 90% сте сигурни каков наод ќе најдете, ретко се случува дека треба да направите конверзија заради интраоперативна. Така, и повторно предност е затоа што и се диагностицира и потоа се користи така и во самиот третман. Во тераписки смисол, во терапискиот дел. Да ги слушнеме повторно гледачите. Добар ден, повелете. Добар ден. Едно прашање до докторот. Да, повелете. Имам едно 2-3 месеца, само подкашлуjem, секрет некој. Не е тоа јако кашлење. И во последно време болка под последните ребра доле, во долниот, до десната страна, на крајот од последните две ребра. И тоа јака болка, како со нож. Бев на пулмологија
ми направија рентген, ми рекоа дека е во ред, крвната слика се е во ред, а болкиве мене и понатамо ми се. Дали е тоа нешто со плевра или нешто друго? Еден совет од докторот. Така. Доктор Драган, ако треба и дополнително може да поставите прашање и до гледачите кои ни се јавуваат за една покомплетна слика да добиеме за состојбата или доволно е во случајов ова што ни го кажа гледачката? Да, сега доволно. Така. Се разбира најдобро е кој е пациентот пред вас, да можете да и го распрашате и прегледате. Меѓутоа, доколку сте се јавиле на пулмологија, имате рентгенска слика со уреден наод, тогаш немате некаква плеврална состојба, она јасно би се отцртала на рентгенската слика. А болката која што имате, веќе имате долготрајна кашлица, тоа го кажавте и сами, може да биде и мускулна, затоа што кашлицата е еден маневар кој што ангажира и дополнителна мускулатура. Ако тоа трае подолго време, може да болката и потекнува од мускулно-скелетниот систем. Така да ако сте под лекарска контрола, не треба да се грижите дека ете таа кашлица ќе преде во нешто посериозно, полошо. Повторно и тука, нели, треба да се почека, да се види како терапијата делува, па Апсолутно повторно да. на контрола и на Ако преглед ќе се редовно види. се контролира, нема што да отиде во погрешен. Секогаш не загрижува болката која што ја чувствуваме на одреден дел на Да, телото, јасно. па посебно зборувајќи денеска ете, нели, за воспалението на плеврата и оние симптоми кои што може да ги почувствуваме, па може секој од нас некако да се пронајде во тој дел. Така е. Тоа е. Ама подобро е да бидеме исплашени, предпазливи, внимателни, така да направиме преглед. Апсолутно Отколку да ја оставаме така е, состојбата секогаш. така да си И за да било стои. која состојба. Така да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Дали се слушаме и дали го имаме и следното јавување? Повелете. Ајде, во очекување на јавувањата на гледачите, некогаш да, имаме неколку отворени телефонски линии. Ало? Така, ве слушаме одлично. Добар ден. Повелете. Добар ден. До доктора на прашање. Така, слободно, повелете. 3 години се се подкашлявам. 3 години може има се се подкашлявам. Бех на доктор, на обичен, на специјалист, на нос, уво и грло. Ништо немаш, јас се подкашлявам. Од капсули, од нешто, как се века тие, алергија од дрва, не знам од што, а немам болка. А се подкашлявам. Добро. А имате алергија? Рековте? Да, дали сте се уште на линија? Да. Так, да. Докторот прашува алергија, дали имате некаква? Алергија само знам да сам на инекција алергична. Друго не знам, доктор. Не ми се чини како да спомнам. Значи, долготрајна кашлица, сега пак, тоа е сепак во друг Некако домен. повеќе се вртиме околу кашлицата, така? Да, Да, речи си и секој од гледачите што се јави некако тој проблем. Па да, го да кажеме дека кажа. е еден од доминантните респираторни. Ми се чини дека спомна некаква алергија од некакви дрва, затоа Так, во тој правец ми отиде размислувањето. Ако нема наодво во нос и грло, сепак можеби треба да се направат тие алерготестови. Секако не е лошо да се обрати на пулмолог, кој тоа сето тоа ќе го испита и темелно. Не знам сега дали ни е на линија, дали може би пушач или пациентката и тоа знае да има Так, да си има влијание. влијание, така. Како и да е, вака не ми личи да останата симптоматологија нема некаква потешкотија во дишењето, забрзано дишење, кој што би не навело во да размислуваме Не се во пожали на система ништо друго, некаква освен на прерана кашлицата, состојба. така, да, дека е подолготрајна. Ако наодот од уво нос и грло е уреден, онда пулмологот би требало да го најде решението. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Поздрав до докторот и поздрав до вас до студиото. Ви благодариме. Јавам од Велес. Ја доста каснав, како и предходната гледачка што кажа, дека доста каснав и дури прими за инекција во брза помош. Сега ми е подобро и добро.
но сега друг случај. Од доле со се глузевите на двете нози, 15-та година ми отекоа двете нози. Рачуна на ова гихт. Ама сега кога отидов на лекар, и двете нози исто ми се не можев ни да одам и се вратиме, но сега докторот 3 пати крв ме взимаше, се нареда, ама сумја вика не гихт, вика воа некој друг проблем е, а ќе мора во Скопје да одиш. Јас сега имам закажано во четврток во Скопје да дојдам да снимам, во што е проблемот. Триглицеридите ми беа многу качени, негде на 83 и циментацијата беше невека околу 100. И сега остана така за четврток да остане, а докторот сака ако сака да ми нешто да ме подучи во што е проблемот. Иначе снимам со гради, едно друго се одам редовно на преглед во Јасеново, таму се испитуват на градите, немам ништо, со кашпицата искашнувам, добро е, се е во ред, али сега со ова гихт, како што го викаат, или не знам што е, реума ли е, што е како. Ако сака докторот нешто да ме да, ќе добиете препорака и совет во секој случај, да имате закажано преглед за брзо, па тогаш и најдобро ќе се види за што станува збор. Сме надвор од темата која ја зборуваме, без разлика. нели препорака и совет ќе дадеме до гледачите. Да, тешко е да се каже вака по телефонски разговор, меѓутоа сепак неговата состојба бара малце посериозно испитување, значи он е испратен веќе во Скопје и тоа е во ред. Затоа што човекот сега и кашлица и отоци на нозете, дали е гихт или не е, како и да е, мора да се испита сериозно, затоа што срцето и белите дробови се, да кажеме, во една многу блиска меѓусобна и функционална, и знаат и да имаат и позајмена симптоматологија, така да еве веќе триглицериди некои се земени, значи седиментација висока, тоа е доволно добар показател дека нешто таму се случува, што бара сериозно да се иследи човекот. Не е во нашата тема, се разбира, меѓутоа треба да постапи по советот на сопствениот лекар. Така, земени се во предвид сите работи што треба, па така од едно се почнува, па со следното ќе се продолжи, веројатно на оној преглед кој што ќе го направи, се ќе се види добро. Да, би требало да се зашто станува збор, да. Гихтот се докажува, има јасен начин како се докажува. Така, да. Рековте преклопување на симптомите, да, честопати нели се случува таа болка која што ја чувствуваме тука во градите, не знаеме дали е од кардиоваскуларен проблем или пак е нешто со белите дробови, така? Па да, тоа се органи кои што се првоанатомски сместени. Стегање, притисок, така е. Блиско едни до други, во функционално исто така се во многу блиска соработка, ќе го кажам многу вака карикирано, така да болка, градната болка знае да биде позајмена, да осеќате како срцева да потекнува од белиот дроб и обратно. Се разбира, тоа може да се диференцира со медицински прегледи и со дополнително. Причините или пак како ризик фактори може да ги наречеме повеќе и како причини за појавата на воспалението на плеврата ги споменавме. Како можеме да спречиме на што повеќе да внимаваме за да не се доведеме во таква состојба и ситуација? Мокни ли сме или пак едноставно? Па да, тука препораката за здрави навики на живење и за сваќање сериозно на секоја и помала настинка стојат. Тука нема дискусија. Сега некогаш работите не можат да одат во правец како што сме планирале, тоа сигурно така. Меѓутоа, сепак е многу важен тој да се обратите за помош на време, независно во кој стадиум на болеста се наоѓате. Значи, што порано тоа подобро, затоа што и диагностицирањето и лекувањето е многу поедноставно. Дека човек треба, да, сериозно да го свати грип, кој што ќе помине сигурно и на нога, меѓутоа, можноста од било каква компликација е поголема. Од после, така, да, не знаеме како може да се комплицира и во текот на самото боледување или пак откако и веќе сме завршили и со терапија, никогаш
Да, Не сме сигурни дали докрај сме излечиле како што треба. така е, теоретски да, можно и тогаш, меѓутоа тоа ретко се случува кога лекарот ќе прогласи дека Така, една дека состојба се е е под веќе. контрола, веројатноста да Така, тоа некако се врати и скомплицира е многу помала. Така, да. Кога веќе вакви се состојби и ситуации ќе се појават и кога ќе бидат излечени, пациентот потоа, односно човек, треба ли да се придржува кон одредени работи, за да не се врати повторно во истата состојба? Лесно ли може повторно да се јави воспалението на... Не прави Ребрата. никаква, ако е воспалението, односно гнојното воспаление решено, направена било каква медицинска процедура, вклучително и хируршки, имате апсолутно уреден рентгенолошки, да кажеме, навод, од тој човек очекуваме да животот го продолжи најнормално. Ако е олимписки спортист, може и понатаму да биде олимписки спортист, нема никаква пречка. Да, може да остане некоја нелагодност на местото на хируршка инцизија или во незина близина, која што е инфериорна, минимална, а инаку некакви промени во навиките или некаква предиспозиција да таква состојба повторно се повтори, во рок од 6 месеци од лекувањето, веќе веројатноста е иста како кај човек кој што никогаш и немал да сме воспаление. повнимателни во тој период од 6 месеци. Еве да така, кажеме, тогаш се поинтензивни, да кажеме, контролите, после тоа го прогласувате човекот за здрав, нема зашто да. Да се штитиме повеќе од настинки, инфекции, Секогаш е добро, да, тоа е многу често и пациенти добро, така, не често само оние кои го поминале. Секогаш е добро да го имаме начинот да се заштитиме од инфекции, некогаш е тоа невозможно. Така, да. Се слагам дека во тој ран постоперативен период да фатите настанка може да тоа изгледа малце понезгодно него во било кој друг период во животот. Меѓутоа, тоа навистина ретко се случува, да не кажам скоро никогаш не се случува. Ако еден човек дошол до плеврална компликација со почеток од некаков грип, веројатноста да повторно го фати грипот е невозможно. Значи го фати кроз година или кроз две, зависи од кој тип на грип. Така, да. Често пати се случува здрав, прав човек, одеднаш нели ви кажува, јас ја имав таа компликација, од каде се појави сето тоа. Веројатно и во секојдневната пракса, нели, која што ја имате, и вакви некои покомплицирани случаи кога ќе се појават, одеднаш може да се манифестира без претходно или секогаш е проследено Мора со да има одредена тешкотија и некаков тек. тегоба. Мора да имате време во кое што и ќе го диагностицирате, и ќе почнете некаков трегман. Хирургијата има широк диапазон на техники во лекувањето на оваа болест. Може да отпочнувајќи од пласирање на торак календарен до ресекција на ребра. Морате да имате период во кој што ќе процените кој е третманот најадекватен за вашиот пациент. Пак ќе кажам, моментот кога ќе го имате, немате знаци нити системски, нити локални за инфекција, имате контакт помеѓу двете марамици, вие можете да кажете дека работата е тука завршена. Така. Пред крајот сме на денешната визита, не можеме да не го споменеме и загадувањето на воздухот, од кое што сме сите буквално засегнати, не само белите дробови, туку секој орган во нашето тело и секој човек на која било возраст. Така, тука нема што да се каже. За жал, аерозагадувањето е глобален проблем кај нас, особено и сигурно дека таков тип на атмосфера ќе прави некаква предиспозиција повеќе кон и респираторни инфекции, и хронични респираторни кои што поранливи се така како категории на Да, апсолутно да. Така да се надеваме дека тоа ќе има некакво решение. Ќе го надминеме или барем малку да направиме нешто сами да се заштитиме? Па колку е тоа возможно, не знам. Значи тоа носење маски е многу голем знак на прашање, ама човек да седи дома заробен исто така не е добро, тоа е сигурно. Да. Пак ќе кажам, тоа е глобален проблем, не е само наш, некои го имаат решено, некои се надевам ќе го решат. Така да ќе видиме. Така, да. Во основа, како заклучок од сето она што ние денеска го имавме како тема во визита, доколку почувствуваме некои од оние симптоми кои што ги споменавте, најбрзо што може да си побараме лекарска помош, да си го направиме неопходното испитување и тука се веќе оние сите современи методи, процедури и техники, нели, кои што се користат денес во медицината, се со цел да ја поедностават постапката и на диагноза и на третман. Да, проблемот е решлив, на полесен или на потежок начин. Секогаш преферираме да биде тоа полеснет. Така.
Меѓутоа е решлив. Зад оваа состојба ретко се кријат некакви болести или медицински состојби кои што се фатални. Не исклучувам дека тоа може да се случи, меѓутоа ако зборуваме за чисто воспаление и во која фаза да се диагностицира, се лекува успешно денес. Така, да. Ви благодарам што ни бевте денес. Благодарам и вас. Да. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Метеопед прогнозата за времето во текот на денов и во следните неколку дена, потоа следуваат вестите во 11 часот. Веќе добро знаете со новите информации од земјава и од светот, а по вестите продолжуваме со денешната визита. Тука го имаме прилогот, па и вредните подароци за вас, доволна причина да бидете до самиот крај со денешната визита.